Стериовски, македонец од Мала Преспа, Албанија. Вечерва имам таа чест да пред вас да кажам некој збор за книгата на господинот Назив Докле, кој инаку е македонски писател од областа Город Албанија. Господинот Назив Докле инаку има објавено повеќе книги, од кои некои што се врзани со македонците во горе и ќе ви ги спомнам пред вас. Пред се тука имаме издадено 2000 година Муке Милје, па горански народни песни, па за горе и гораните, горанска народна проза, Севни бре Ашик, Севни бре Душо. Исто така од големо значење и речникот горански, албански. Во врска со овој речник би сакал да кажам дека господин Назив Докле имаше голема желба да се објави во Македонија и во разговор со него што имам правено ми кажуваш дека 5 години молел кај Македонската академија за науки и уметностите да се објави ова дело, но не го објавија. Кога дозна Бугарската академија дека такво дело се спрема и има таков писател кој има направена таква работа, одма стапија во контакт со него и ја објавија и ја злоупотребија со тоа што го представија во Софија како бугарски писател од гора. Но господинот Назив Докле за гораните, за македонците од гора има кажано во своите книги, во ова книга што држам пред мене, дека тие се македонци, дека јазикот не е ни албански, ни српски, ни грчки, ни бугарски, туку е македонски јазик. Исто така господин Назив Докле има едно капитално дело, кое е негово животно дело, за горе и гораните, кое што треба да го објави сега, се надеваме ние, се нафативме да објавиме, барем во Македонија, во повеќе институции, во преговори сме со Институтот за национална историја на Македонија и од директорот имам ветување дека ќе го испечатиме ова дело, каде тука јасно кажува кои се гораните, дека тие се дел од нераскрив дел од македонскиот народ. Конкретно, значи, вечерва ќе кажам неколку збора за книгата Богомилството и етногенезата на турбешите од гора од Косово. Значи, како што самиот автор кажува во својот предговор, авторот, истражувајќи ги повеќе документи, значи, дошол до заклучок дека фактички горанците, денеска македонците во гора се наследници на богомилите. И тоа во првиот дел од оваа книга го има многу добро објаснато и ова е исто такова книга многу значајна, бидејќи богомилството како доктрина го има детално објаснето, значи исто така кои се влијанието што ги има и самиот автор кажува дека и денеска во гора се практикува, значи таа богомилска доктрина преку обичаите, па некои ритуали што се одржуваат и ги има детално објаснето тука. И ова исто значи бидејќи во Албанија за богомилството многу малку се знае или воопшто не се знае. Мислам дека само еден албански историчар има неколку статии пишувано, а нема посветена посебна книга. А поголемиот дел од оваа книга е посветен на богомилството. Исто така во оваа книга авторот се расправа и со факти и со аргументи со тие албански историчари кои што македонците во гора ги прават албанци, јазикот, фолклорот, културата ги прават албански, дека гораните биле наследници на илирите, на арбрите, но тој тоа го демонтира тука во ова книга, најдобро го демонтира. Исто така што за мене беше еден многу добар податок, има посветено многу внимание за областа Љума. Таа област, ако имате представа, е помеѓу Гора и Кукс. Денеска таму живее можеби од најдивите албански племиња и од кои што македонците од горе најмногу имаат страв. Но во оваа книга авторот, истражувајќи ги пред се историјатот на на секое село во Љума, значи во времето на Енвер Хоџа се пишеле историјат, значи од селото како е формирано, од кој формирано, кои фамилии и врз овие историјати што ги има истражувано, значи врз основа на нив кажува дека фактички пред 200 веќе тие биле чисти етнички македонски села, пред се тргнувајќи и од топонимијата на селата, кои после албанската држава ги знаеме, значи до 13-та година 90% од македонската од албанската топонимија, од топонимијата на албанската држава е македонска, после на 2-3 пати со декрети, тоа како во Грција се менуваат имињата, се албанизираат или се додаваат неколку букви. И значи што е значено во ова кажува, значи посебно пред австро-турската војна 1689 година, значи пред овој период, а и после тоа овие се чисти македонски села, иначе во овие историјата интересно да се види во секое село, например, кажува сегашните албанци што се кажуваат таму дека од кај дошле, од некаде од на север и кажуваат како дошле со зулуми, убиле некоја фамилија, па таа ги избркале или масовно селото го избркале, па македонците се селеле на исток, кон Македонија.
Значи, ова беше така интересен податок за мене, но и верувам и за вас, бидејќи многу малку се знае, бидејќи во Албанија и од македонските историчари во Македонија многу малку истражувано историјата на македонците во Албанија и освен за Мала Преспа, Голо Брдо и Гора и не знаеме за другите делови. Значи, ова беше интересен податок за мене. Исто така, значи, што е многу значајно исто за оваа книга, што може да кажам, пред се може да најдеме, значи, за фолклорот, за обичаите, значи ги опишува посебно како денешните македонци го практикуваат богомилството, како што кажува Назив Докле, и е значајно тоа што авторот кажува, например, за албанците, кога ги демантира дека кога му кажува дека ние сме македонци, а не сме албанци, му вика дека кај нас во Гора денес кај се уште вас ве викаме арнаути. Па, значи тоа е турски збор и авторот доаѓа заклучок дека фактички македонците од Гора дошле во контакт со албанците или арнаутите преку турци, значи кога дошле турците ги донесле, па од таму го знаеле тој збор арнаути и уште денеска така ги викаат арнаути, не ги викаат албанци. Така што книгава е на албански, пред се мора да потенцираме, во Тирана издадена 2009 година, ласка година, се надевам дека ќе има интерес да се преведи на македонски, навистина е многу значајно пред се за македонците во Албанија, бидејќи многу малку историчари творат и пишуваат за македонците, пред се писатели во Албанија, но господин Назив Докле има поголема заслуга затоа што твори и живее во Кукс, каде да се биде македонец е навистина тешко и поготово да се пишува за македонските работи. И ова е еден од ретките што може да се набројат на прсти во Албанија македонски писатели кои што створи за македонската кауза во Албанија. Значи толку накратко се надевам дека ќе има заинтересираност ова книга да преведиме и да добие македонско издание. Ви благодарам.